Голем број на идеи, што подоцна ги реализиравме, пристигнаа токму од вас. Напорно работев за да ја оправдам вашата доверба. Воведов нов лик на функционирање на локалната самоуправа, каде граѓанинот и неговите потреби заземаат централно место. И изградбата и реконструкцијата на голем број на патни правци во општината се во функција на подобрување на квалитетот на живеењето и имаат големо значење за развојот на туризмот. Индустријската зона Раброво е сигурна перспектива на Валандово во делот на привлекување на инвестиции и развојот на економијата. Само со отварање на нови работни места можеме да се надеваме на посигурна иднина и подобар живот. Инвестиравме во комунална хигиена и животна средина. Во повеќе населени места изградивме канализациони и водоводни мрежи. Во образованието со низа мерки го подобривме квалитетот на наставниот процес, но исто така ги реконструиравме и училиштата. Со изградбата на спортски терени се подобрија условите за спортување. Младите таленти од Валандово сега на располагање ги имаат ново изградените спортски сали, новиот фудбалски стадион, новите тенески терени. Од година во година, со надградување на традиционалните манифестации, Валандово го доби приматот град на културата и уметноста, град на пријателството, град на соживот, град на традиција. Добро вечер, драги валандовчани. Добро вечер за ВМРО ДПМН и за партиите од коалицијата за подобра Македонија. Драги пријатели, вечера сме тука собрани во волку голем број да дадеме подршка за сегашниот и иден градоначалник на Валандово Никол Чочурлиновски. Драги пријатели, вие и подобро од мене знаете како Никол Чочурлиновски работеше во минатите години. Енергично, динамично, макотрапно, со исполнување на тоа што беше ветено во програмата, а понекогаш и повеќе од тоа. Од наш аспект можам да ви кажам дека градоначалникот беше секогаш активен и во Скопје, и во владата, барајќи подршка за проекти за кои што му требаше подршка, а ние такви луѓе сакаме да се борат, да бидат динамични во нивните настојувања, енергични во нивните настојувања, да бидат амбициозни и да сакат нешто да направат. Јас не се лутам на градоначалници што досаѓаат и бараат да им се помогне. Јас се лутам на тие што не се јавуваат и ништо не бараат. Никој што не е во тие. Никој што е во тие кои што се јавува, се бори, досаѓа ако треба по 15 пати за нешто да се заврши за неговата општина ден порано. И таков човек ви треба на вас. Вам ви треба човек што ветува тоа што е сигурен дека може да го исполни и потоа го исполнува. Како што да речеме, еве во септември месец ние ветивме дека во март ќе ги качиме пензиите на сите пензионери линеарно за 550 денари за секој. И еве го, почаа пензиите да се делат, покачени за 550 денари за секој пензионер повеќе. Истото е да речеме и со социјалната помош за примателите на социјална помош. И за тоа на собирот пред група бизнисмени кажавме да знаете од март примателите на социјална помош ќе добијат 5% зголемена социјална помош, иако е тешко време, иако Европа е во рецесија, Европската еврозона е во рецесија, сите кратат, намалуваат, низ Европа пензии, плати, социјални помошти, ние најдовме начин и пензиите, и платите, иако е тешко време, ветивме и ги зголемивме. Такви луѓе се потребни на нашето општество. Во новата програма предвидени се многу нови проекти. Ќе кажам неколку од нив, ќе потсетам на неколку од нив, верувам дека добар дел од вас дека ја прочитале програмата, но ќе кажам неколку од нив. Тоа е обновување на генералниот урбанистички план и изработка на планска документација за села општина Валандово, со кој што ќе се даде основа за многу нови градби, за многу нови индустријски капацитети, куќи и така натаму, што би можеле понатаму да се проектираат и градат.
Понатаму реконструкција на градскиот пазар по принцип на јавно-приватно партнерство, реконструкција на детската градинка Калинка во Валандово, изградба, како што беше спомнато од градоначалникот, на музеј и реновирање на киносалата во Домот на културата во Валандово, дополнителен развој на индустријската зона Раброво и поволности за инвеститорите кои градат погони во оваа зона. Ова е еден од најзначајните проекти за Валандово. Драги пријатели, вие знаете по многу други проекти дека она што сме го ветиле, знаеме да го изреализираме и да го исполниме. Вие тоа го знаете, да речеме, во овој крај каде што земјоделието е доста развиено и по субвенциите што ги дава владата за земјоделие. Ке ве потсетам, до 2005 година денар не се даваше за субвенции. Дури во 2006 година, од жесток притисок, протести и демонстрации и така натаму, се дадоа некои 5 милиони евра за цела држава. Денеска за цела држава, како што ветивме, даваме по 130 милиони евра за македонските земјоделци. И не само тоа. Активно работиме да се изнадат што е можно повеќе државни земјишта кои не се искористени, да се распределат на секој еден земјоделец што сака да ги посади и да огледува различни култури земјоделски, да помогнеме на тој начин, да се вработат луѓе, да се самовработат, да вработат и некои од своето семејство, да се зголеми земјоделското производство. Активно работиме и да најдеме што повеќе партнери што ќе отворат откупно-дистрибутивни центри. Еден успеавме да најдеме во Струмица, тоа е агробирзата што се отвори таму, но сме во длабоки преговори со некои други, да и тие отворат на различни локации низ цела Македонија, агроберзи, откупни центри што ќе помогнат во откупот на земјоделското производство. Вие го знаете времето на нашето работење. Но го памтите и времето на работењето на нашите политички конкуренти. Знаете дека од тоа време, од владењето на СДСМ во Валандово, е затворање на фабриката Анска река, при што без работа останаа 800 граѓани, а сега дефинитивно граѓаните на Македонија научија за што треба да гласаат. Денес веќе во Македонија гласачкото тело граѓаните имаат не факултет, докторат имаат да ги прочитаат политичарите, кој работи, кој не работи, кој искрено ветува, кој лаже, кој прави филмови, кој ветува дека ќе вработи по еден од семејство, а потоа испушта по еден од семејство, а кој на вистина прави дела. Затоа мојата порака вечера до вас е: изберете дела. Македонија се сака со дела и Валандово се сака со дела. Да сте живи и здрави. Да живее Валандово. Да живее Република Македонија. Во овие 4 години целата своја енергија и знаење вложив во управувањето со општина Гевгелија. Предизвик ми беше да докажам дека со посветеност и упорност Гевгелија може побрзо и поуспешно да оди напред. За сето тоа не беа доволни само 8 часа работно време, туку многу повеќе, а така ќе продолжиме и во следниот мандат. А дека е така, доволно е да погледнете околу себе и ќе го видите сето она направено за овие 4 години. Лево од нас е реновираниот Народен театар, за кој повкрај европската донација вложивме и 150.000 евра општински средства. На влезот од Гевгелија се изградени нови жардинери и нов кружен тек, преуреден одводниот канал Раул, реконструирана е улицата 7 ноември и многу други зафати. И тоа не само во Гевгелија, туку и во сите населени места, така и во Миравци, и во Негорци, Прдејци, Богородица, Моин, Мрзенци, Смоквица, Ново Милетково, Давидово, Ново Конско, Кованец, Петрово и Габрово, како и во Серменин, Ума и Конско, кои повторно заживуваат. Ветив дека ќе го вратам сјајот на Гевгелија, дека со сето свое знаење ќе работам да ја направиме нашата општина подобро место за живење и дека ќе изградиме подобра иднина за нас и за нашите деца. Затоа во својата изборна програма
Во таа 2009 година наведов над 200 проекти со кои оваа моја визија за Гевгелија ќе стане стварност. Доколку сега ја отворите, ќе констатирате дека над 80% од оно што им го ветивме на граѓаните на општина Гевгелија пред 4 години е веќе остварено, а реализацијата на преостанатите е во тек или при крај. Кога на тоа ќе ги додадеме уште 30 на проекти кои не беа запишани во програмата, а беа реализирани, станува јасно зошто сум горд на она што беше срамотено во изминатиот период. Бидејќи од скупно реализираните 240 проекти само за комунална и патна инфраструктура беа издвоени над 110 милиони денари и изградени патните правци Понов мост Богородица, Гевгелија Ума, дел од патниот правец Негорци Серменин, нови улици и канализација во сите населени места во општината, со сепствени средства и со финансиска поддршка од владата на Република Македонија. Во образованието беа вложени над 25 милиони денари и сите знаете добро дека не остана училиште каде што не е инвестирано за подобрување на условите за наставата. Во изминатите 4 години создадовме услови и за отварање на нови работни места. Општина Гевгелија е со најниска стапка на невработеност во земјата. Во моментот во Агенцијата за вработување се евидентирани 1900 невработени лица, од кои 1300 во Гевгелија, а преостанатите 600 во населените места. Но за мене и таа бројка е висока и во идниот период ќе се посветам максимално да создадеме услови за намалување на оваа бројка. Како што тоа го направивме денес со отварањето на новата бензинска пумпа на Лукойл, како и другите објекти што наскоро ќе бидат отворени. Добро вечер, Гевгелија! Добро вечер, драги мои гевгеличани! Драги пријатели, го слушавме сега сегашниот идниот градоначалник Иван Франгов, како говори за тоа што го сработил прецизно, педантно, сработено и како прецизно и педантно испланирал што во наредните 4 години ќе работи во општина Гевгелија. Драги пријатели, во минатото се сеќавате дека политичарите не излегуваа со програми, со конкретни проекти, со рокови, со буџети пред народот. Излегуваа со некои општи говори, па кој по-харизматичен говор ќе одржеше, тој некако ќе му фатеше повеќе око на граѓанинот. Но тие времења поминаа. Особено од 2006 година со доаѓањето на оваа политичка гарнитура и со излегувањето со многу конкретна и прецизна програма, која што има и рок, која што има носител, која што има буџет, која што има опис. И ставањето на таа програма на веб страница да може секој во секое време да ја види, да ја следи, да ја анализира и да знае дали навистина политичарите што ја ветиле стојат зад неа ја исполнуваат. Со доаѓањето на оваа гарнитура на ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија, времињата во политиката во Македонија се променија. И сега се делат на времето пред 2006 и времето по 2006. Нели ние во минатите години зборувавме за разни ситуации каде воведуваме плаќање по учинок. Епа и нас по учинок да не мерите. Не само нас во ВМРО ДПМН, сите во политиката, кој колку учинил, кој колку завршил, толку и да си добие на наредните избори. Така е секаде во светот, така стана и станува и во Македонија. Еве Франгов излезе, ги кажа проекти. Никој не може да негира дали е извршена комплетна реконструкција или не е извршена на градскиот театар. Инвестиција вредна 650.000 евра. Не може да се негира ни тоа дека е изградена атмосферска канализација на улиците 7 ноември и Коле Неделковски тука во градот. Или пак за подобрување на сообраќајот при влез на Гевгелија, дека беше изграден и дека е изграден кружен тек на влезот на Гевгелија. Тоа се гледа. Извршена е и реконструкција на основните училишта Владо Кантарџиев и Јосиф Јосифовски, како и реконструкција на спортските сали во истите училишта. Изградена е инфраструктурата за стопанската
зона Бокотехна со подршка и на владата, на која што јас бев тука присутен, кога ја пуштивме во употреба, овозможивме таму да се креира бизнис, да се креираат повеќе индустријски капацитети и повеќе луѓе да се вработуваат. И, како што ветивме, едно време на никој не му се веруваше тоа, но веќе почна градбата на технолошко-индустријската развојна зона тука кај Гевгелија, кај Прдици. Тоа го ветивме, тоа го остваривме. И затоа, драги пријатели, ние имаме кредибилитет. Имаме кредибилитет да ни се верува на зборот. Нека му мислат нашите политички противници, но ние имаме многу примери со кои што можеме да кажеме верувајте ни, затоа што во минатото тоа што го ветувавме, го исполнувавме. Не ветуваме се и сешто. Ниту пак ветуваме дека ќе ви ги решиме сите проблеми. Тој што ќе ви вети такво нешто, тој ве лаже. Никогаш не сум ветувал дека на граѓаните ќе им ги решам сите проблеми не во еден мандат, не во два, во 6, во 10 мандати не може сите проблеми да се решат. Меѓутоа, она што ние го ветуваме е дека ќе решиме најмногу можно проблеми од било која друга политичка гарнитура во Македонија. И тоа и го правиме. Даваме се од себе, не само да го исполниме нашето ветување, кое што сме го дале во програмата, туку ако можеме да направиме и повеќе од тоа. Еве, например, Иван Франков од неговата програма реализираше најголем дел, над 80%. Меѓутоа, и надвор од програмата реализираше 30 проекти кои што ги немаше ветено, а ги оствари. Не може да се негира, да речеме, тоа што го изградивме патот кон Кожув. Ветивме, реализиравме. Имаше мало досење, но имаше и причини заради тоа досење. Меѓутоа, на крајот се заврши работата и изграден е патот од Смрдлива вода до ски центарот Кожув, како и локалниот пат Понов мост Богородица, како и патот Негорци, Серменин, дел со подршка на владата, дел само од општината, но, драги пријатели, ние со Франков работевме заеднички. И така ќе работиме во иднина. Ние и понатаму ќе стоиме зад него и зад овие советници тука зад мене, кои што треба да бидат партнери на градоначалникот во израшување на неговите проекти. Во новата програма се предвидува изградба на градскиот поштар во Гевгелија, изградба на, односно завршување на започнатиот градски пазар во Гевгелија, овозможување на сите потребни предуслови за изградба на нов објект на факултетот за туризам и бизнис логистика кој е дел од Штипскиот универзитет. Гевгелија стана универзитетски град со доаѓањето на ВМРО ДПМН, драги пријатели, и тоа ми е особено мило. Затоа, драги пријатели, гледајте го учинокот на секој за кој треба да гласате. Кој прави дела, за тој гласајте. Затоа што Македонија се сака со дела. Затоа што и Гевгелија се сака со дела. Изберете дела, да се живи и здрави. Да живее Гевгелија. Да живее ВМРО ДПМН. Да живее Република Македонија. Да живее Европска Македонија. Да славиме на 24 март.